Железник, женска народна носија. Железник е планински крај, познат по турското име Демирхисер. На исток граничи со Крушевско, на југ со Пелагонија и со Преспа, на запад со Дебарца, а на север со Кичевија. Се дели на горни и долни железник. Територијално е познат и под името Краста и се надоврзува на Кичевија, а долни железник на Битолско поле. Составот на населението го сочинуваат главно македонци. Од слабите економски можности, населението било приморено да ја бара својата екзистенција далеку од својот крај. За време на Илинденското востание, целиот овој крај било пожарен и опустошен, така што голем дел од населението се иселило во разни балкански краишта. Во поглед на женската носија, забележливе се две влијанија. Првото, носијата во железник се надоврзува на носијата од Кичевија, а второто, на носијата од Битолско поле. Женската носија во железник ја сочинуваат кошула, гушале, ракавчиња, саја, клашеник, гуна, чорапи, калци, сокај, убрус, тулбен, накид, скутник и појас. Кошулата е изработена од бело домашно, конопно или памучно платно, со везбена декорација распоредена на ракавите, предниците со корилот и долниот околен дел околежот. Според везачките техники се разликуваат неколку вида кошули: грабени, пишувани, лозени и крстатни, а според колоритот црнети, алени и жолти. Црните и алените се сметаат за најстар вид. Гушалето е правоаголно парче платно за покривање на предниот граден дел од кошулата. Украсено е со дискретен вез и разнобојни ситни монестри. Ракавчињата или нараквиците се плетени полуракави, со должина од шаката до лактите. Најстарите биле плетени од црвена волна, а поновиот вид ракавчиња се изработувале од платно. Саја е горна, безракавна облека од бело, ткаено, памучно платно. Долга е до колковите. На неа се пришиени платнени или клашнени ракавчиња. Клашеник е горна невестинска, безракавна облека. Гуната е горна невестинска безракавна облека од црна клашна. Во некои села, наместо гуна се носела ќордија. Таа била иста по боја, крој и функција како гуната. Чорапите се волнени и плетени, орнаментирани во комбинација на алове, ѓувезна и жолта боја. Калците се волнени плетени полочорапи, со должина од глуждовите до под колената. Во долниот дел се богато орнаментирани, а во горниот дел плетени само со бела боја. Сокајот е специјално невестинско покривало за на глава. Целиот е везен со мешанки и ковченчиња, украсен со монистра, жапки, пари жолтаци и реси. Врз сокајот се поставувало кревало, прости венци од босилок и малку ржаница, исправено над челото, а над него околен венец од босилок. Во составот на невестинската носија се задржал до последните децении на 19. век. Убрус е долга правоаголна крпа, вид на невестинско покривало за на глава. На двата краја се пришиени ткаени, орнаментирани делови на црвена основа. На страничните рабови поткитани се долги црвени реси. Извезен е со црвено и црно. На денот на свадбата се носел под гуша, со зафрлени краеви преку рамената
поради што се викал и прекурамник. Тулбен е тенка бела шамија украсена со жолти монистра. Од накид се носеле сребрени пафти, копец со шестаци и алтилоци. Скутникот е ткаен и носен во два вида. Опрегач е секојдневна скутина, составена од две вертикални дипли, со хоризонтални шарки. Забележителни се жолта и ѓувезна боја. Вториот вид на скутник го носи името чултар. Орнаментиран е под влијание на битолско поле. Појасот е плетен од црна волна и е прилично долг. Assunta